Благодарам, почитувана јавност, почитувана колешке Зајкова. И јас и вие имаме 29 години. Тоа е помалку од колку што човекот кој што седи тука има кариера во Република Македонија. Јас би ви препорачал вака. Оставете ги овие кариеристи и шарлатани кои што единствен мотив им е личниот кариерен напредок. Само би сакал вака да го споредам со еден лик Ке молам да бидеме пристојни на говорницата. Иван Илич, кој што единствен мотив му било искачување во општеството и кој што наместо да има содржина во своите говори, без да фрлање од место и за едната и за другата страна. Тогашните современици, модерни класици и така се обидувал да го искачи својот став и својот вака статус во општеството, имено на либералната идеологија, основоположник е господинот Џон Лок, кој што во суштината на таа идеологија е слободните пазари, слободната трговија, еднаквоста, секуларизмот, и тоа е таа идеологија што не спојува од аспект на либерализмот и од аспект на конзервативизмот. Тоа што го кажавте вие, дека ние со оваа интерпелација сме се обиделе да го кочиме напредокот кон Европската Унија, само би ви кажал вака, напредокот кон Европската Унија и работата на Никола Димитров апсолутно нема никаква допирна точка. Еве повикувам и внимателно ве следев. Се она што го кажавте, мене ми звучеше прогресивно. Јас верувам и ве уверувам и вас, дека од оваа страна има луѓе кои што се спремни да прифатат различни гледишта на точките од нив, кои што се подготвени да ги прифатат различностите, и верувам дека заедно со вас, заедно со вашите ставови, заедно со вашата партија би можеле да најдеме плоден мост, плодно поле за работа, и верувам дека би успеале да пронајдеме заеднички мост за соработка и да ги приближиме ставовите. Од аспект на тоа што го споменавте, ние не сакаме да ги навредиме вработените во секретаријатот за европски прашања, ама и вие знаете, а верувам по сите оние мерливи критериуми е сосема јасно дека за да се приближиме кон таа Европска Унија треба да испорачаме проекти, а добро знаеме во оваа држава кој може тие да ги администрира и да ги испорача. Уште еднаш ќе ви кажам, ми се допаѓа начинот на кој што вие размислувате и сакам да верувам дека од оваа страна има луѓе кои што се спремни да ги прифатат различностите и да разговараат со цел изнаоѓање на заеднички став со луѓе кои што сакаат оваа држава да иде напред. Благодарам.